имајќи предвид дека нема ниту една земја која што туку за влез во Европска унија, туку сите имаат помалку или повеќе една цела низа на задачи, значи имаат потреба од индивидуален напредок. Згодно е, паралелно со индивидуалниот напредок, да се работи за отстранување на причините кои што овие земји ги доведоа во ситуација да меѓу себе имаат сериозни проблеми. Или поинаку кажано, треба да се отстранат последиците од воените судири од 90-тите години. Земјите што се во регионот и кои што треба да остварат интеграција се Босна и Херцеговина, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија и Македонија. Меѓу некои од нив дури не се ни признаваат. Значи, она што Европската унија сака да ни го порача, и јас би рекол дека треба да ни го наметне, е прво меѓу нас, односно во процесот на евроинтегрирање, прво меѓу нас да ги расчистиме разликите, од инаку какви ќе бидат тие нови членки кои што меѓу себе не се ни признаваат. Значи, двата процеси коегзистираат цело време и ова не е прв обид на Европската унија да ги натера земјите повеќе да соработуваат. Кога велам не е прв обид, тоа го велам затоа што обидот, за кој сите знаеме, е ЦЕФТА. Беше воспоставена 2006 година. Идејата беше да се воспостави зона на слободна трговија. За жал, наместо да се поттикне трговијата во овие 10 години се намали. Извозот се намали, зборувам интрарегионалната трговија, некаде за 11%, увозот се намали за 6%. Зошто се случи тоа? Затоа што најголемите трговски играчи во регионот, тоа е пред се Србија, меѓутоа тука удел има Босна и Херцеговина и Македонија, едноставно добија можност повеќе да се фокусираат на пазарот на ЕУ. ЕУ има 450 милиони потрошувачи, а Балканот има некаде околу 20 милиони потрошувачи.